Пример, Инстаграм е доста добар канал, особено за мали и за средни бизниси, особено за бизниси кои што имаат нешто конкретно да продаваат. Бидејќи ако отидеш низ призма да го направиш целиот фит, особено со видеа, во лајфстайл момент, можеш многу да им доловиш на луѓето што може да прават со твојот продукт. Ако луѓето знаат што може да прават со продуктот и продуктот не ти е комплициран за користење, Инстаграм е феноменален канал. Многу е битно тука ако даваш едукативна содржина, врзана со тоа што сакаш да го продадеш, луѓето таква содржина сакаат да видат и со таа содржина може да се поврзат. Тука, да речеме, соработки со инфлуенсери, кои што имаат публика, која што тебе ти одговара, а твојот продукт е соодветен за таа публика, е најдобар начин како да го пораснеш твојот бренд. За други брендови, особено брендови што продаваат услуги и слично, веќе е сосема друга стратегијата. Така што се зависи од типот на бизнис кој што ги имаш на Инстаграм. Некои бизниси може директно да продаваат, бидејќи таму има целната група и веќе е спремна да купи. Другите бизниси треба да градат свесност за тоа што се, за луѓето сами да се заинтересираат и да дознаат повеќе за нив.